Имаме еден малку тмурен саботен ден, но верувам дека сме радосни во срцата затоа што е сабота. Затоа што се среќаваме со нашиот Бог и помеѓу себе и тука сме да му послужиме и да се поучиме од неговата реч. Ако ја поставам прашање, не верувам дека некој ќе знае да ми одговори. Меѓутоа јас ќе кажам, значи, наред за денеска ние кој дел од Агапе? Седмиот дел, веднаш ќе кажам, значи, затоа што не верувам дека некој би можел да се сеќава на такво нешто. Значи, стигавме до седмиот дел од нашата серија Агапе и ги проучуваме оние карактеристики на Агапе љубовта. Од, се разбира, прво послание до Коринќаните, 13 глава. Не е на одмет да, после неколку саботи, да прочитаме од почеток, повторно, за што станува збор овде, иако на сите нам не е добро позната оваа глава. Станува збор, значи, за љубовта. Самиот наслов на оваа глава е, барем во Константинов, под називот Љубов. Станува збор за таа вистинска божествена љубов, така наречена Агапе, која што треба да биде вистинскиот препознатлив знак, карактеристика на Божиот народ. По тоа, вели стихот, светот ќе не познае дека сме вистински Христови следбеници, по љубовта. Па да читаме, ако ги, од првиот стих, значи, ако ги изборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бронза што звони или кимвал што звечи. И ако имам дар за пророкување, и да ги знам сите тајни и сите знаења, и ако ја имам сета вера, така што да преместувам и планини, а љубов немам, ништо не сум. И ако го раздадам целиот свој имот за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело да биде изгорено, а љубов немам, ништо не ми ползува. Од овие три стиха очитно се гледа дека љубовта е најважна. Навистина без неја сме ништо, како што велат стиховите. И сега од 4 стих почнуваат оние карактеристики на оваа љубов, атрибути, всушност атрибути и карактеристики на нашиот Бог, затоа што тоа е љубов. И дел од нив веќе поминавме, значи, вели љубовта долго трпи, зборувавме за долготрпението, колку тоа е значено и колку ни е потребно. Љубовта е милостива, овој превод вели, или љубовта е полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се фали. Тоа беше последната тема од таму предминатата сабота. И сега стигнавме до која поред карактеристика, значи долготрпелива, љубовта е милостива, љубовта не завидува, не се фали до петата карактеристика. Љубовта не се вообразува. Што подразбираме под ова? Вообразеност. Што е вообразеност? Точно. Исто, да, исто тоа е еден од изразите кои што се користи во Библијата. Надуеност, вообразеност, ароганција, гордост. Тоа е. Да. И веднаш од старт знаеме дека ова е нешто што ја исклучува љубовта. Ова е нешто што е спротивно на љубовта. Знаеме и видовме дека љубовта е таа која што се жртвува. Љубовта го гледа другиот за поголем од себе. Вниманието е свртено кон другиот, меѓутоа кај гордоста, кај ароганцијата, кај вообразеноста, всушност вие сте тие кои што сте во центарот на вниманието и сакате целото внимание да биде свртено кон вас и веднаш се гледа дека тоа е спротивно на љубовта. Затоа вели, љубовта е таа која што не се вообразува и ова е на некој начин оди заедно и со љубовта не се фали. И тоа е дел од гордост, од ароганција, фалењето. Но за тоа минатиот пат видовме. Јаде сега да почнеме со Пословици 6 глава. Овие ни се добро познати стихови.
Пословици 6 глава, значи мудри изреки, Соломонови 6 глава, и читаме од 16 стих, а може и само тука ќе застанеме на 16-тиот, иако може да се прочита целиот овој дел. Вели, 6 нешта мрази Господ, а 7 се гнасни на неговата душа. И со што почнува? Горделиви очи, вели овде. Не читаме понатаму, нема потреба, затоа што токму зборуваме за гордоста, за вообразеноста. Горделиви очи. Значи Господ вели 6 нешта мрази, тој, и 7 му се гнаси на неговата душа, и оваа листа ја започнува токму со вообразеност. Сака да каже, на вистина ми е гнасна. Тоа е нешто од што треба да се почне, кога ги набројуваме, значи, тие гнасни работи на Господа. А ако отвориме во Матеј 5 глава, проповета на гората на блаженствата, како Исус ја започнал. Че вториот стих вели, првиот стих ќе читаме може. Кога виде многу народ, се искачи на гората. И откако седна, му пристапија неговите ученици, и кога ја отвори својата уста, ги поучуваше велејки. И еве го првиот збор што го кажува. Мислам првата реченица. Блажени се бедните по дух. И што значи ова? Понизните. Понизните, значи блажени се понизните. Ако сакате наистина да бидете блажени, еве читавме и за среќата ова утро неколку наврати. Ако сакате да бидете срекни, блажени, тогаш понизноста е со која што треба да стартувате, да почнете. Че гледаме во листата на оние работи што му се образени на Господа, Господ започнува со гордоста, а овде во оваа радикална проповед која што е одржана на гората на блаженството почнува со понизност. Да, како најголема величина на христијанинот, вели Елен Вајт. Токму понизност. И сега, сме зборувале многу често за гордоста, но ајде да видиме некои примери, можеби кои што не биле толку опфатени како гордост, како ароганција, како вообразеност. И тоа токму во посланијата до Коринќаните. Значи, оваа 13 глава од прва Коринќаните била пред се наменета до црквата во Коринт. Видовме минатиот пат и кажавме дека Коринската црква и Коринќаните имале во многу што да се пофалат. Изобилувале со дарови, богати, градот Коринт како раскрсница, битен град и така натаму имале со што да се пофалат. Да видиме сега и ќе видиме сега дека имале многу голем проблеми со вообразеност. Еве конкретен случај, читаме во прво послание до Коринќаните 4 глава. И ќе се поучуваме од овие примери за ние во нашиот живот да не бидеме вакви затоа што љубовта не се вознесува. 4 глава, значи прва Коринќаните, од први стих. И веднаш да нагласам, ќе видиме од стиховите, меѓутоа еве како вовед, дека Павле се соочил со удари, со судења од верниците во Коринската црква. Ќе видиме дека дури се сомневале дали тој е вистински Христов слуга. Дури да таму дошле верниците во црквата во Коринт. И еве читаме, и така секој човек нека не смета за Христови служители, вели Павле, и за управители на Божите тајни. Значи, мноштво луѓе се сомневале дали Павле воопшто е вистински Христов следбеник. И затоа вака почнува Павле. Значи, така секој човек нека не смета за Христови служители и за управители на Божите тајни, а од управителите натаму се бара секој да се покаже верен. И сега внимавајте, за мене сосем малку ми значи што ме осудувате вие. Чи факт е дека Павле бил осудуван, Павле бил на удар, на осуди од коринќаните. И вели, на мене сосем малку ми значи што вие ме осудувате. Не е битен вашиот суд. И често пати знаеме ние да се најдеме во таква ситуација да бидеме осудувани. Меѓутоа, имате го ова на ум. Не е битен судот на човекот. Воопшто.
Не е битен дури судот и на специјалната обвинителка. Значи, за мене сосем малку ми значи што ме осудувате вие, или друг човечки суд, вели. А ни самиот јас не се судам себе си. Сега, 4 стих. Зошто не знам дека сум виновен во нешто. Значи, јас не знам дека сум виновен во нешто, но веднаш на тоа додава, значи не се фали воопшто и не е горделив, туку додава, но со тоа не сум оправдан. Тоа што јас сметам дека не сум виновен во ништо, тоа не ме оправдува мене. Треба Господ да ме оправда, а и Господ единствениот што може да ми суди, ќе додаде подолу. Че видите, кога, еве зборувавме во пуката, кога сте склони да судите, што е тоа ако не е ароганција? Што е тоа ако не е вообразеност? Че вие сте повеќе од другиот, како што читавме од, ми се чини од оној цитат од Копташ на рковите. Значи, зашто не знам дека сум виновен во нешто, но со тоа не сум оправдан. Туку Господ е тој кој ќе ме суди. Затоа што Господ е тој кој што ќе ме суди, не судете ништо пред време, пред да дојде Господ, кој ќе го извади на видело скриеното во темнина и ќе ги открие намерите на срцата. Што е проблемот овде со коринјаните? Му ги читале побудите на Павле. Зашто вели он? Тој, само Господ може да ги извади тајните нешта, само Господ може да ги открие намерите на срцата. Кои сте вие да ми ги судите побудите? И наистина страшна работа, нешто што може да западнеме. Немаме тамо достапност. Кој од нас може да чита побуди нечии? Никој. Значи, Господ е тој кој што може да ги чита и Господ е тој да му оставиме судот на Господа. Значи, ова е продолжеток всушност на Христовото учење од Матеј 7 глава. Не судете, за да не бидете осудени. Значи, тој Господ ќе го изваде на видело скреното во темнина и ќе ги открие намерите на срцата и тогаш секој ќе ја прими пофалбата од Бога. Вие можете денеска да зборувате и да ме судите, вели Павле, и се нешто да кажете, меѓутоа не е битен вашиот суд. Не судите пред време, туку Господ кога ќе дојде тогаш, се ќе биде откриено. Нема ништо сокриено за него. И сега внимавајте, 6 стих. А врз себе и врз Аполоса, неговиот верен соработник, покажав пример. Сега вели, погледнете ме мене, погледнете го Аполос, видите пример во нас, браќа, заради вас, за да научите од нас да не мудрувате повеќе од она што е напишано. Друг проблем кој го имале коринќаните. Што правиле коринќаните? Што значи ова мудрувале повеќе од она што е напишано? Мудрувате ли повеќе од ова што е напишано? Денеска мнозина мудруваат и додаваат на речта. Зарем тоа не е ароганција, не е вообразеност. Павле ги повикува да не мудруваат повеќе од она што е напишано. Јас фалам на Господа, значи, не сакам да се фалам, некојаш знам и јас да западнам во ваква некоја ситуација, да мудрувам, ама доколку може би ми се сторило дека нешто такво имам прочитано или не знам, па да си ги поврзам некојаш работите што не треба. Меѓутоа, секојаш сакам да го побарам она што Господ го вели. Значи, она што Господ вели, она што Господ го запишал. Секојаш барајте го напишаното, па самиот Исус се бранал пред ударите на ѓаволот во пустината со пишаниот збор. Зарем не е така? Библијата наша заштита. Имате една убава глава во големата борба. И сега овде, меѓу коринќаните имало луѓе кои што мудрувале повеќе од она што е напишано, и тоа е ароганција. Значи, наметнувале своји стандарди. Значи, да опрочитам повторно 6 стих. А врз себе, врз Аполоса покажав пример, браќа, заради вас, за да научите од нас да не мудрувате повеќе од она што е напишано и да не се вообразувате еден на друг. Еве, јас знам нешто повеќе од тебе, а дали тоа е запишано или не е, тоа
Може би не е битно. Значи, наметнуваш своји стандарди. Внимавајте, некојаш можете да кажете, мене Господ ми го објави ова. Меѓутоа, дали објавата од Господа е во склад со пишаното? Е прашањето. Или во прашање може би ароганција, вообразеност. Секојаш барете го она што е напишано, немојте да мудрувате повеќе од напишаното. Павле тоа ги советува овде. Значи, да не се вообразувате еден на друг. И сега преминува на оној стих кој што го читавме минатиот пат во врска со фалењето, каде алудира на даровите. Па и еве на дарот на некој, на дарот на мудрост, нели? Човек, сите сме различни, некој има повеќе кликери, да кажам, некој помалку, некој побрзо сваќа, некој побавно, не е ни тоа битно, меѓутоа, еве, било каков дар. Но од каде е тој дар? Од каде сме го примиле? Самите од себе нешто сме многу мудреци и мудри. Вели, зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? Па си се надувал во својата вообразеност толку. Кој те прави? И што имаш што не си примил? И така, ако си примил, зашто се фалиш како да не си примил? Секој совршен дар и секој добар дар е од озгора, од Господа. Јаков 1.17. И видите, ваквата арогантност, ваквата вообразеност, зашто довела кај Коринќаните. Во прва глава, сега свртака малку напред, во прво Коринќаните, прва глава, и во трета ќе читаме неколку стихови. До што донесува ароганцијата, вообразеноста и наметнувањето на своји стандарди, нешто што не е ни пишано, нешто што Бог не го бара, нешто што Бог едноставно не го мисли, не го бара. Еве до што доведува. 10 стих од првата глава. Браќа, ве прекорувам во името на нашиот Господ Исус Христос сите да зборувате исто и да нема раздор меѓу вас, туку да бидете совршено соединети во еден ум, во една мисла. Тоа и Господ Исус го сака. Како кажете ми, на кој начин ќе бидеме соединети во една мисла? На кој начин сите заедно еднакво ќе размислуваме? Да, и ако сите се држиме на пишаното. Ако не води сите свети дури, како се држиме на пишаното, а не да мудруваме над оно што е пишано. Кој што денеска не купи имате такви мудреци. А за да бидеме едномислени, сите ако се држиме на пишаното, сите ќе бидеме едномислени. Во ред, тука некој побавно сваќен, или некој побрзо, во ред, меѓутоа треба да се носиме. Појаките, послабите да ги носиме. И затоа ќе читаме стихови подолу. Не да бидеме вообразени со нашето знаење, со нашата мудрост, па да повлекуваме луѓе по себе, или затоа што тоа доведува до подиба. Еве што вели стихот понатаму, значи, односно текстот. Имено ми јавија, браќа мои, значи на Павле му јавиле хлонените домашни дека меѓу вас има препирки. Токму заради таа ароганција и вообразеност, затоа што мудрувале. Со ова сакам да кажам дека секој од вас зборува јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас сум Кифин, јас сум Христов. Зошто? Нели треба да бидеме едномислени, исто да мислиме. Нели ние сите сме сослужители? Павле, нели, мисли и на Аполос, и на Петар. Дали Христос се раздели, вели 13 стих? Павле ли беше распнат за вас? Или сте крстени во Павлово име? Че видите ароганцијата и вообразеноста до што може да доведе? До поделби, до препирки, до расправи. А колко е поинаку, ако бидеме водени, ако сме понизни, ако бидеме водени од Духот Свети, а Духот Свети може да ги води и да делува само преку таквите, преку понизните. И да се држиме сите до пишаното. Трета глава од Прво Коринќаните, сличен текст, од 3 стих. Зошто сте уште телесни, вели Павле, не сте ли телесни, не живеете ли како обичните луѓе, што меѓу вас има завис, спорови и поделби? Не сте ли телесни имено кога еден зборува јас сум Павлов, друг јас сум Аполосов? Па што е Павле? Што е Аполос? Слуги, преку кои поверувавте и тоа според она колку кому Господ му дал. На Павле Господ тоа му дал ваков дар, на Аполос таков дар. И вели понатаму го разјаснува тој, вели јас посадив, Аполос навади, но Бог прави да расте. Затоа ниту оној кој сади, че ако јас сум тој кој што сади, е нешто,
Нито оној кој што навадува, ако Аполос е тој кој што навадува, е нешто, туку Бог кој прави да расте. А оној кој сади и оној кој вади, едно се. И Павле, и Аполос, и Кифа. Ние сме едно учиме. Едно сме во Христа. Зошто вие се делите едни Павлови и едни Аполосови? Но секој ќе ја прими својата награда според својот труд. Значи, еве до што доведува арогантноста, вообразеноста, наметнување на своји стандарди. Одејќи по својот ум, колку ние сме мудри. Пословици 13.10. Да свртиме сега, мудриот Соломон секојаш има што да каже практични, значи, поговорки негови за нашиот живот, па и во областа на гордоста. Пословици 13.10. Што вели овој стих? Гордоста раѓа само препирки. Еве тоа што го видовме во Коринската црква. А мудроста е во оние кои примаат совет. Значи, повторно, понизните. Не може вообразен човек да прими совет. Тој мисли дека е нај-нај. Сега, одиме во 5 глава, прво послание до Коринќаните, повторно, значи, избрав повеќе текстови да бидат од посланието до Коринќаните, затоа што да ги видиме проблемите на Коринската црква. Кои биле? Павле ја упатил таа порака токму до нив пред се. Видете докаде отишла Коринската црква. Неверојатно. Меѓутоа, не значи дека ние нешто сме нешто подобри и можеме да видиме, односно не можеме да западнеме во вакво нешто. Видете, први стих и втори, доволни се од 5 глава. Познати ни се овие стихови. Исто, општо се зборува дека меѓу вас има блудство. И тоа такво какво што нема меѓу народите. Ветар сте станале од тие надвор. Меѓу вас има блудство, вели. Дека некоја има татковата жена. Боже сачува, нели би рекле. И такво ли имало? Нешто. Да. А вие уште се вообразивте? Замислете. Тие се вообразиле што имаат таков некој во своите редови. Место да тагувате, да се отстрани од вашата средина оној кој што го направил тоа дело. И знаеме подолу дека советот Павлов е да, подобро да го предадеме таквиот на сатаната тамо, телото да му изгори, викама душата да му се спаси, нели? Да не учитаме стихот, тоа е тука во контекст. Значи, што станува зборува? За јавен, отворен греф. И црквата го толерира таквиот греф. Не постапува според пишаното повторно. Ова е ароганција. Одбор или било што на црква, ако не постапува според Божјата реч, според пишаното, знаеме оние постапки кои што Исус ги кажал во Матеј 18 глава. Значи, оди, ако некој брат греши, оди во 4 очи, па доведи уште двајца, па потоа, ако не пред црквата, па ако не те послушал, нека ти биде како незнабожец. Ако така не се постапува, ако се толерира гревот во црква, тоа е ароганција, луѓе. Ние се подигаме над Господа, над Господовиот суд. Не мора да е блудство во прашање, може да е било кој друг греф, значи имаме еден куп можности да грешиме. Значи, ова е ароганција. 8 глава, прво Коринќаните, исто имаме една тема која што горе-долу сме ја разгледувале. Овде зборува за идолските жртви. Тоа дали, ете, некој има повеќе знаење, па знае дека не е ништо, може да јаде од идолските жртви, затоа што станува збор за чисто месо. Ама некој па може тоа да го соблазна, значи послабиот во верата. И што вели Павле овде? Во однос на жртвите на идолите, знаеме дека сите ние имаме знаење. Значи ние евреите имаме знаење, ама другите го немаат тоа знаење. Но, внимавајте, многу прекрасен стих во склоп на ова што го зборуваме. Но знаењето вообразува, а љубовта надзидува. Знаењето вообразува, па тоа се покажало, мислим се покажува секој ден. Колку човек е поучен, толку потешко да допреш до него, мислам, тој све знае. Колку повеќе факултети има, толку исто потешко да допреш. Има исклучиција, не викам. Меѓутоа, општо правило е тоа. Вообразеност, знаењето потикнува вообразеност.
Но значи знаењето вообразува љубовта над зидов. Значи, тоа што ти знаеш дека идолските жртви можеш да ги јадеш, затоа што е чисто месо. Па, во ред е тоа што знаеш, ама не се вообразува и внимавај на послабиот од тебе, затоа што тој може да биде соблазнат од тоа што го гледа. Значи, ајде да читаме подолу. Ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае. Интересна мисла филозофска, да кажам некако, грчка. Така личи. Но ако некој го љуби Бога, него Бог го познава. И така, нели, подолу вели во однос на јадењето на идолските жртви, знаеме дека идолот е ништо и така натаму. Значи, тоа е темата. Некој знае дека може тоа да го стори, не е грев, ама другиот, него има тоа знаење. Значи, ти, кој што го имаш знаењето, не се вообразувај со своето знаење. Туку, има ја љубовта, помогни му на другиот, а не да го бутнеш, да го соблазнеш. Во тој стил зборува Павле и во Римјаните, 14 глава. Ајде да прочитаме тука уште некој текст. Ова е онаа глава на која што мнозина се бунат, што сака Павле да каже овде. Римјаните 14 глава од 1 до 3. Примајте го слабиот во верата, не со препирки за мислењата. Еден верува дека смее да јаде се, а кој е слаб јаде само зеленчук. Кој јаде, нека него презира оној што не јаде, а оној кој не јаде, нека него осудува оној што јаде, зашто Бог го примил. Че презир, осуда. Ароганцијата води кон презир, кон осуда. Или 15 глава, Римјаните исто, 1 и 2 стих. Ние силните должни сме да ги носиме слабостите на слабите, а да не си угодуваме сами на себе си. Љубовта е несебична, љубовта е гледа и за другиот. Секој од нас нека му угодува на ближниот во негова полза за добро. Затоа што и Христос тоа го правеше. Затоа што љубовта е тоа. Јаков, ајде сега малку во Јаковото послание, да излеземе малку од Коринќаните. Тука имаме еден исто пример на ароганција. Јаков 4 глава, од 13 стих, па надолу. Јаков 4. Слушајте сега вие кои велите. Затоа ми се допаѓа, јас тоа го немам како навика, меѓутоа ми се допаѓа кој ќе слушнам Јани и ќе каже ако Господ даде живот и здравје. Еве зашто. Слушате вие кои што велите, денес или утре ќе одиме во оној или овој град и таму ќе останеме една година и ќе тргуваме и ќе спечалиме, значи бизниси ќе правиме, ова ќе правиме. Планови, ама планови без Бога. Планираме без Бога. И сите ние можеме да правиме некои долгорочни планови и како црква, и посебно дома, како семејства и така натаму, но вие, вели 14 стих, кои не знаете што ќе биде утре, зашто што е вашиот живот? Вие сте парија која се јавува за миг и потоа исчезнува. Место да зборувате ако Господ сака, ако Господ даде, нели? Ке живееме и ке направиме ова или она, вие сега се фалите во својата надуеност. Еве, вообразеноста како од изразот надуеност. Секоја таква фалба е зла. Чи да, во ред, Господ не ни брани да планираме и долгорочно, меѓутоа, не правите планови без Господа, не правите планови без да го прашате Господа што е негова волја. Затоа што тоа е ароганција исто. Тоа е надуеност, затоа што ние сме парија, ние сме ништо. Денес не има, утре не нема. Затоа за се треба да се консултираме со него, да не го губиме него од вид. А често пати знае ова да ни се случи. Еве, ќе видиме и некои вака, ќе наброиме неколку други, можеби, ситуации во кои што може да стане збор за ароганција. Ја не секам погрешно ме сватите сега да не можам да го кажам тоа во стилот, како го кажува брат Винко, се сеќавате на минатите негови проповеди. Меѓутоа, сите тука сме за да се поучиме. Почнувајќи од мене, па таму до Јани, до крај. Значи, сите се поучуваме од Божјата реч, да не се сватиме погрешно воопшто, не секам. Од ништо од она што досега беше кажано, ниту пак она што е, може ќе се спомне. Може да стане збор за ароганција, ако да речеме постојано доцнеме во црква. Може да има и друга причина, ја не викам. Меѓутоа, ако постојано доцнеме во црква, може да е по прашање ароганција.
че јас сум нешто посебно од другите, па мене ќе ме чекаат, па не може, без мене не може да почнат со богослужение. Никако не треба така да мислиме, ако така мислиме, тоа е прашање ароганција. Господ сака да е прецизен и точен. Јас верувам дека сите ние тоа добро го знаеме. Така да, ако треба да почнеме во 9, треба да почнеме во 9. Недостаток од давање. Ако го немаме тој дух на давање, значи можеме тука да збориме за десеток, за дарови, за било, сиромашни, да помагаме или било што. И тоа може да е прашање ароганција. Зашто љубовта е несебична, љубовта дава. Ако го немаме тоа, тоаш може би, чисто од ароганција да го правим. Зашто бе да му дадам? Зашто бе да давам десеток? Зашто? Недостаток на гостопримливост, може би со години, не сакаме никој дома да ни дојде, не сакаме никога да примеме. И па, нели треба да го носиме и послабиот, нели треба меѓу себе да се дружиме и да се сакаме. Нашиот дом треба да биде постојано отворен. Може да ни дојдат и ангели на врата, зарем не вели в Светото писмо така. Може би и ова да биде ароганција, може, че не велам, има различни случаи. Држиме гнев. Сме се спречкале нешто и седиме дома, не идеме у црква. Тоа може да биде ароганција исто. Што вели Павле тамо во Римјаните 8 глава 35 стих ли беше, што може да ме одвои мене од Божјата љубов? Може ли нешто да ме одвои од Божјата љубов? Кој е? Некој нешто што ми кажал? Во ред, значи може да бидам тешко повреден и да навистина не ми се оди од црква, меѓутоа треба да се прашаме дали може би не сум арогантен. Јас. Значи има повеќе примери. Недоволна посетеност на црквата, значи ретко одам еднаш 3 месеци, 5 месеци. И па нели моите браќи и сестри се таму во сабота. Па нели треба да бидеме несебични, да се жртвуваме еден за друг. Да бидеме спремни, тоа е љубовта, нели? Ако не можеме да се сретнеме во текот на неделата, па знаеме дека барем еднаш, 2 пати во неделата тука можеме да се сретнеме. Не треба да го избегаваме тоа. Барем. Ако ете обврските ни се толку многу големи да не можеме да се видиме во текот на неделата. Можеме барем телефон да свртиме, нели? Значи да одвоиме време еден за друг. Тоа е она што Господ го бара. Тоа е, така се сближуваме, така се покажува љубовта. И еве да не должам многу, има многу примери можат да се спомнат и сето ова е, пак ќе кажам, за наша поука, да се поучиме самите, да се испитаме, да видиме, да не може би често пати знаеме да се надуеме. Второ послание до Тимотеј. Третата глава, онаа позната трета глава, што вели, а во ова, знај го, во последните денови ќе настанат тешки времења. Тие тешки времења ќе бидат тешки, затоа што ние ќе ги направиме тешки. Мислам, луѓето, општо зборам. Ико овде конкретно Павле однесува на, овие збори се однесуваат баш на црквата, на верници. Зошто? Зашто луѓето ќе бидат само живи, сребролюбци, само фалци, горделиви, кулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, еве го, истиот израз, погоре и горделиви, сега и надуени, повеќе сластолюбиви и небоголюбиви, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од незината сила, одстранувај се од нив. Советот на Павле. Да прочитаме уште неколку текстови, накратко, за гордоста. Псалм 101.5. На брзина. 101.5. Кој го клевети скршно својот ближен, него ќе го погубам. Добро, тоа е првиот дел од стикот, кој што не е, може би, во склоп, но на темата, но исто еден многу добар совет и предупредување. И потоа вели, човек со горди очи и со надуено срце јас не трпам. Да, Господ е долго трпелив. Ама овде вели, човек со горделиви очи и со надуено срце јас не трпам.
Видите колко е страшна гордост. Па од неја и всушност се произлегло на некој начин. Пословици 8.13. Ајде неколку стиха од пословици. 8.13 пословици. Стравот од Господа е омрза кон злото. Јас ги мразам, повторно што еден стих од тој правец. Јас ги мразам гордоста, самодостатноста, патот на лошото и уста полна со лаќи. Повторно гордоста како прва спомната од оние работи што Господ ги мрази. Пословици 16.18. Гордоста врви пред гибелта и високоумноста, вообразеност, еден друг израз, високоумност. Значи, гордоста врви пред гибелта и високоумноста пред паѓањето. 11.2 пословици. Со гордоста доаѓа срамот, а мудроста е во смирените. Значи, паѓање, срам, тоа е оди со гордоста. Пословици 29.23. Гордоста го понижува човекот, а смирениот во дух придобива чест. Пониженост, срам, паѓање. Тоа оди со гордоста. Еве да видиме дел од два стиха во псалмите. Првиот е 19 псалм, 13 стих, мислам дека е запишен тука. 19-13. Да, прекрасен стих. Да, ова е Давидов псалм. Давид, еве што вели Давид. Значи, псалм 19-13. Стих кој што многу кажува. Што е гордоста? Запази го својот слуга од гордоста, му се моли на Господа. Да не завладее со мене. Тогаш ќе бидам непорочен, чист од голем грев. Голем грев. Гордоста е голем грев. Иако често пати невидлив, знае да се манифестира на видливи начини, ама често пати знаеме да осудиве пијаница, лудник или не знам што, меѓутоа ова е нешто што е скриено, се тие духовни гревови внатрешни, кои што се многу пострашни. И Псалм 138.6. Вистина Господ е возвишен, но гледа на смирените, а гордоста ја познава оддалеку. А може би ние нема да ја познаеме, иако тоа се манифестира, не може да се скрие баш така, но Господ ја гледа оддалеку. Обрнува внимание, значи гледа на смирените пред, на оние понизните. И што да кажеме, мора да се подсетиме на прекрасните стихови во Филипјаните 2 глава, да го видиме примерот што Исус ни возил. Ако Исус беше, ако Господ нашиот спасител беше арогантен, ти речеше: избравте грев, умрете се. Што ми е гајле? Тоа сте избрали крај. Не. Туку, така ако има некаква утеха во Христа, ако има некакво охрабрување од љубов, Филипјаните 2 глава од први стих читам, ако има некаква заедница на духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, дали беше тоа насловот на 5 минути? Ако има внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост и мислите исто, имајќи истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон едно. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметете се еден друг за поголем од себе си. Не гледате секој само на своето, туку секој нека гледа на оно што се однесува на другите. Тоа е љубовта. И еве го примерот. Имајте во себе истата мисла која што беше и во Исуса Христа, кој иако во Божје обличе не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бога. Можеше да каже Исус: јас сум Бог, ја да се понизувам, да идам таму доле, да бидам човек. Не. Можеше така, но не. Господ не е таков. Љубовта не се вообразува, не го бара своето. Значи, кој иако во Божје обличе не го сметаше како грабното од тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши сами од себе си, зеде обличе на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик на човек, како човек,
тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дори до смрт на крстот. И затоа и беше возвишен од Господ. Да. И да не заборавиме еден стих кој што е исто така многу силен и кој што го прочитавме во некој од предходните наши предавања. Јован 3.30. Ова го кажува Јован Крстител. Сеќавате кога зборувавме за дека љубовта не завидува. Па го офативме овој пример како тоа учениците Јованови почнале да му завидуваат на Исуса, затоа што сите одат кај Исуса, сите таму си крштеваат. Сите отидоа во неговата црква, нашата се опусти. И кажавме, нели, дека не треба да се завидува. И 30-тиот стих е многу силен. На ова Јован Крстител, еве како одговара. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Се доека тој расте, јас ќе се смалувам. Ако јас растам, Исуса ќе го нема. На крајот ја би завршил со Христови параболи, еден цитат од Христови параболи, кој што гласи и е самиот по себе јасен и се објаснува. Небесната порта не се отвара пред оние што самите себе се извишуваат, ниту пред оние со горделив дух. Меѓутоа, таа вечна порта ширум ќе се раскрили, кога ќе ја допре треперливата рака на малечкото дете. Затоа Исус вели да бидеме како мали деца, едноставни, понизни, кротки, кои што може ќе се налютат, ама брзо се одлютуваат и така натаму, сите тие карактеристики што може да ги има едно дете. Да. Голем греф е гордоста, затоа кога Господ се опишува себе си, преку Коринќаните 13 глава вели дека љубовта не се вообразува, љубовта не се гордее. Љубовта, самата гордост, рековме, видовме дека ја исклучува љубовта. Не можат да бидат на едно исто место. Дека Господ ни помогне да сите ние имаме, нели, гордост, сите ние по природа сме горделиви и себични, нека Господ ни помогне во нашите слабости и нашите мани да го оставиме тоа зло, тоа е голем греф. Слава нека му на Господа. Амин.